Криминалот мене ме избра за негова жртва во животот. До 13 години очувот ме тепаше безмилосно, а јас давав отпор. Ме однесоа во дом за сираци, каде научив се што не треба и тргнав по патот од кој враќање немаше, вели за телевизија стар Драги Јовановски Джина, човекот кој сега има 74 години, а цели 35 поминал во затворските келии. Тепаше ме нон-стоп, не ми даваше да јадам, облекло не ми купуваше. На школа одам, ако има мала оценка, ќе тек до 101. Се поглава ме тепаше. Немав некоја родителско нешто свое да го има. Кому се створија двете деца од мајка ми со него, те ме запустија. Знате, кој кажа дека у домо иде. Во домот за сираци Джина научил да краде, да се тепа и животот да го бара од спротивната страна на законот. Па нема што тамо на школа одеш. Од прво до четврто. Завршува тамо. Јо спаѓаме у град први пат со 20 испаднаме и вика ќе одеме у град да џепараме. Ја не знаев што е тоа џепарање. Му викаме што е тоа, вика ќе бркаме на човек у џепот, како бре му вика. Така, и почна јас тоа. После ме однесеа на една кражба на продавница и таму, там си почна. Што се вика до ден денеска. Со суровата вистина и затворска казна тој за прв пат се соочува на 19 години. Како ќе би, мора да се привогодиш на таа средина. Ке се чуваш од луѓе, да не те отетират, да не те онадуват. Колку ти беше првата казна? 4 години. По ова, тој заминува на одслужување на воениот рок во Кичево, каде изведува спектакуларна акција. Па ја бе у затвору, такво у војска, и ме извадија надвор на полигонот да чистам, да надувам. Ми седна у камионо, гледам клjuč внатре. Запалив, без да видам дека он позади има хаубица 105 мм. Он требало да оде на гаджење у Криволак. Запали низ круго од каролата, зашти си дојде. Тука два дена низ градо милиција не смееше да ме стопира, пошто пун беше оружје, вие бомби од 25 кг на граната беше, пун беше. Дојка не истроши ја горивото, не ме закачава. Шон го истроши горивото, паркира го ја кај бабите тука. Камиони почаа да ме бркат тоа ето. За ова Джина добива 10 месеци затвор и плюс уште 3 за кражба. 10 месеци. Поради тоа што извадија ме неспособен за војска. Таму има 3 болести там. Против народ и држава, антисоцијален тип, што не уме тоа прават. Имаме ги психијатар онаде. Во овој период, кога тој се чувствува силен и за законот отпорен, сите криминални акции ги организира со неговата девојка. Тие се Бони и Клајд. Ноќе која шетаме, ни тяк бом, некоја трафика. Со цигари тоа време имаше. И еднаш што е тај хотел кај Трговски, Маријан Крпа да го држиш до скоро. Таму кога улеземе, и таа го скрши. Едно тамче имаше на Европа, на пекарата, и тоа го крадеме, го воземе низ градот. Лешти глупости. По одслужувањето на оваа казна, Джина се обидува да се врати во нормален живот, но неговата репутација на криминалец беше поголема. Него не го сакаше за работа никој. Нема, градот не ме прифаќа мене. Превише сам бил лош. Од кој испадна 73 година, многу се тепаше низ град. Проблеми правят. 80 година исто пак така. Испадна, зема една жена, има керка една. Втората жена па зема и од неа керка исто. Обидувајќи се да преживее, тој повторно тргнува на криминална офанзива. Сите овие кражби тој честно си ги одлежал, но многу тешко му паѓа првата голема неправда спрема него. Јас крај голуби взимав, крадов многу. Ке ме земат тие голубарите у градот, ке ме напијат и ке почнат, абе тај ми спана голуба, не ми го дава во, но и ја вечера отидам у крадам.
Така те осудија и за кражба на 5 голуб. години и 1 месец за 2 голуба. Ова него потполно го дезориентира и тој губи секаква верба во животот, правдата и институциите, не знаејќи дека го чека уште една и тоа многу поголема неправда. 88 година исто. Нисам чепнал, нит съм онодел, 10 години му осудија. На румте тоа куќите му е украде, тој братчет ми парите му ги зема 10.000 марки. Него го откриват, паќат го и оде парите што ги зимам, на мене ми даде 9.000 марки, на него 1.000 марки. И оде од дома да ги зима, преко прозора и бега, оде у Австрија, бијане убиват го, мене 10 години му судуват. Престојот во затворот Идризово е полн со сценарија и тешко гледано. Од реалниот живот може да се замисли дека таму се случуваат. За кој како да ви кажам? За секој не е и затвора таму. Може да го поднесе. Јавиш што се вика 13 години почна по домове, по затвор. Немам јас проблем. И ме знаат, и у овај затвор ме знаат, и у тај затвор, дека ја проблеми не правам. Од првата казна кога 4 години, да, правя се тепав у затвор, комари играв, 2,5 години у самица бе. Практично, системот од надвор е пренесен и во затворот. Ако имаш пари, се имаш у затвор. А ако немаш, мисли му е. Мала ситница, рапорт. Рапорт е овај затвор. Јас 4 години со таму не виде еден човек да иде на рапорт да му дадат опомена да го пособетува. Не, само рапорти, 6 месеци. Нема ни дома, ништо. Нема тоа, тие референти што се тука у Штип, тие не бредат уопште. Ја не знам како ги примаре. Кои сили таму владеат, кој ги поддржува и дали воопшто некој се обидува да стави ред? И имат. У нас од телефони. Пиење, до нас од тие работи. Дрога не. Мислам, командирите дрога не у нас од. А за телефони, за ракија, у нас од. Други некои си работи што треба. Има луѓе таму кои собата си ја правят како да е дома, со фрижидери, со телевизори, со тие, како ги клими, млими таму, со грејачи, со све живо. Кај нас ако не фанат еден грејач, 6 месеци нема дома. Кога сето ова за Драги Јованов завршува, тој ја има најдолгата затвореничка кариера во државата и е речиси 70 години. Одлучува да стави крај на се и од некаде се појавува пријател и му нуди лесна заработувачка. А видите, баш на ово место дека седам тука, си чистев бакар. Тој Тошо Морски, аз како кажа, јавно тај голем шпион. Противо тоа Јоже вика, Морски вика да носиш имигранти, а ја не правев смолет. Кажу не. После на време дојде, почна да ме упитува, да ме добро прихвана, викам, одека ќе изимам од Радовиш. Комбере носим, а? Не, Радовиш, Струмица. Од Струмица ги изимам, дека ги носам Рачиново, не Рачиново, Слупчане. У Слупчане ме стопира полиција и ме носат у Гуманово. Испитаваш ово на деја, и тај еден албанец, полицајац, свака му час прегрнана и ми вика, ја старче да знаеш, вика на седнаци, чекаме те. Џина од Штипскиот затвор излезе на 9 мај со своите 74 години и затворенички стаж од 35 години. Има ли некој повеќе стаж од него? Сега за сега нема. Моментално сум најстар осуденик оваа држава. Во моментов, тој е сместен во комплексот Мирјанина црква каде преживува на сите можни начини, но многу тешко и бара помош од институциите. Знае дека грешил, но и дека неправдите кон него се здружиле уште кога памети за себе и со првиот ќотек од очувот. И да, тој се уште е во контакт со неговата партнерка. Се слушаат и посетуваат. Никогаш двајцата не се изневерија во ништо.